Добре дојдовте во процес. Аутизмот веќе не е табу тема. За ова развојно нарушување во последно време се зборува, но во пракса многу малку се прави. Да го погледнеме прилогот. Ерато и Анастазија ги сретнавме во градскиот парк додека се радуваа на пролетното сонце. И двете имаат аутизам. 12-годишната Анастазија не оди на училиште, а грижата за неја ја поделиле во семејството. Низините родители 24 часа се грижат за неја. Од сабајле до вечер 24 часовна поддршка неизина. Значи мора некој постојано да биде со нејзе, бидејќи конкретно за моето девојче кој има 12 години, не оди на училиште, не е активна, не контактира со рацете, значи не ги употребува, не може сама да јаде. И доволно е само ова што ќе го кажам, дека треба под саат да ја давате јадење и така натаму, да не кажам вршење на мала или голема нужда и така натаму, значи потребна е 24 часовна грижа за тоа дете. Вие сте работите како? Не, јас сум моментално од пред месец дена сум во пензија, работев во армијата на Република Македонија. Благодарен сум за нив затоа што ми излегува во пресед да ми дадат да се пензионирам заради проблемот нормално кој го имам. И последниве месец дена сум јас ангажиран, да не кажам 24 часа со нејзе. И 8,5-годишната Ерато е со аутизам. Таа оди во второ оделение, а на училиште ја придружува дефектолог кој го плаќа семејството од семејниот буџет. Ретко кои родители ја имаат можноста да плаќаат приватно дефектолог заради стандардот во државата. Училиштата, градинките, децата и повеќето граѓани тешко ги прифаќаат овие деца. Мојата киркичка е 8,5 годишна, таа оди во второ оделение, инклузивна, значи настава, меѓутоа ја прати дефектолог кој што ние го плаќаме од семејниот буџет. Во училиштето каде што она оди, јас работи за централно основно училиште во Скопје, нема ниту дефектолог, ниту логопед, ниту психолог. Така да фактички родителите кои што ќе се одлучат за инклузивно образование се оставени сами на себе. Тие што можат да си дозволат да платат придружба, ќе може да ги вклучат децата во инклузија, останатите не. Ова е мал дел од проблемите со кои се соочуваат Ерато и Анастасија, како и останатите деца со аутизам. За да оди на училиште треба прво да биде малце од малце барем свесна што работи и како работи. Ние тоа го немаме достигнато кај нашето девојче, а школството, децата кои учат таму, како да кажам, не ги прифаќаат тие наши деца, едноставно се одбиени и ги гледаат, да не кажам, попреку. Било каде да отидете со овие наши деца, ќе се соочите со истиот проблем. Колку вечини све тоа со Тоа е- дефектолози, тако не е тајна? Па тоа е навистина една огромна сума, ја не знам, скоро сметаше сопругот стигна до сума од некои можеби 60.000 евра до сега. Она 3 години беше на посебен режим на исхрана, примаше суплементи кои што ги нарачувавме од Америка, кои што коштаат навистина многу. Не бевме ослободени ниту од давачките околу царина, ДДВ и така натаму, ги третираа како, не знам, луксузна стока. Не ни даваа да моравме да ги платиме тие давачки. Понатаму тоа велам, она дефектолог, прво она мораше да оди во приватна градинка, 4 години беше во приватна градинка, бидејќи градинките кај нас не се спремни за да ги прифатат овие дечиња. Во градинката кај што одеше имаше и дефектолог и логопед и навистина тоа многу ни помагна. Меѓутоа, знаете, 4 години беше голем издаток за нас. Како и да е, плюс тоа, она имаше и дефектолошки и логопедски третман, 1 на 1 во домашни услови. И навистина е многу и мене ми е жал што многу малце од нас можат да си го приуштат тоа и да си го дозволат. И тоа некако во Скопје ми се чини дека сме малце, ајде да кажам, попривилегирани, бидејќи и полесно можеме да дојдеме до дефектолог или логопед. Меѓутоа, што со децата, што се од натрешноста? Таму ја мислам дека се оставени сами на себе, дека не постои никаква грижа и навистина е жално. Бројот на деца со аутизам рапидно се зголемува. Официјално во државата има околу 200 деца со аутизам, но се претпоставува дека тој број изнесува околу 10.000.
Државата досега не направила речиси ништо за да им го олесни животот на овие деца и на нивните родители, со што Македонија стагнира во однос на регионот. Во студиото се двајцата родители, Доминика Кардула и Горан Митевски. Заменик народниот правобранител не беше во можност да присуствува, но верувам дека вие, како родители на деца со аутизам, најдобро можете да кажете со што се соочуваат тие. На 1 април вашите деца се појавија облечени како маскирани, како црни овци. Што сакавте да покажете со тоа? Пораката е јасна, меѓутоа дали на вистина вашите деца се црни овци во ова општество? Токму така, на жалост, нашите деца се црни овци во општество и сакавме барем на момент да ја анимираме јавноста и да покажеме и да укажеме на она како се третираат овие деца. Фактички, негрижата на државата за оваа популација. Тоа беше нашата идеја и верувам дека колку толку успеавме, видов дека беше медиумски покриено добро и еден чекор по чекор се надеваме дека полека ќе стигнеме до целта да општеството ги отвори очите за овие дечиња. Едно истражување на УНИЦЕФ покажа дека за повеќе од половина од граѓаните во Македонија неприфатливо е нивните деца да учат во градинка или во училиште заедно со дете со аутизам. За 1/5 од јавноста е неприфатливо дете со аутизам да биде нивен сосед. Ова е навистина дискриминирачки. Што и недостасува на оваа држава за да го фати текот со развиените земји? Че може Доли да одговори на тоа прашање, бидејќи нејзината малечка оди на училиште, мојата се уште не оди, и тоа јас би можел да зборам после тоа за она што е до училиштето. Значи, тука треба да постојат и градинките да се вклучат од целиот тој процес, затоа што и во градинка не можете да однесете едно вакво дете. Проблемот е што наставничките што ги водат тие деца во градинките не знаат да се соочат со проблемот, не знаат како децата да ги третираат. Тие деца се различни од останатите деца, имаат своји потреби и кои ќе го соберете сето тоа, тие наставнички не се способни да се... А имаат и многу деца, предпоставувам, во групата. Имаат и други деца кои се во групата и сега не можат да посветат внимание. Тие деца си бараат посебно внимание. Значи, сепак треба да постои нека, како да кажам, посебни градинки или градинки со помал број на деца, каде што ќе има или оспособен кадар, или помали групи во градинките, за да може да се скрене внимание на тоа деца и тие деца да се социализираат со останатиот свет, што е многу битно за овие наши деца. Проблемот е системски, претпоставувам. Токму така, нашата држава ниту има национален регистар на аутисти. Значи не знаеме за колкава бројка зборуваме, неофицијално стратегија нормално, ако немате податоци основни не може да имате ни стратегија. Се зборува за бројка околу 12.000 аутисти, што е една фрапантна бројка секако. Последните испитувања во последните статистички податоци од Америка например покажуваат дека 1 на 68 деца машки е аутистично, а 1 на 189 девојчиња е аутистично, односот е 4:1. И за последните 2 години 30% е зголемен процентот на аутисти, што е една фрапантна бројка на светско ниво и се зборува фактички за епидемија. Истото веројатно се случува и кај нас, меѓутоа нема очигледно кој да води евиденција и согласно нели на тоа дека немаме национален регистар, ниту постои евиденција и ниту постои стратегија нормално. Вие меѓу себе си се комуницирате? Ние меѓу себе се комуницираме, се помагаме, кој што слушнал за нова терапија, за интернет, токму така и се сведува на тоа. Ги се надоврзам на тоа што го рече Горан. Ја имам впечаток дека овие деца, се додека не дојде моментот да трнат во училиште, не ни постојат, не фигурираат никако. Значи, ако градинките немаат стратегија како да ги прифатат тие деца, и инклузијата треба фактички да биде обврзителна и за во градинки, значи тие деца се појавуваат, односно проблемот се појавува кога тие ќе треба да се запишат на училиште. Сега имаме група на деца кои што се запишуваат во инклузивна настава, имаме деца кои што се запишуваат во специјалните училишта, меѓутоа имаме и деца како детето на Горан кои што не се запишува никаде. Лутели сте на институциите на системот? Кога би можел да го искашам мојот бес, не знам како би изгледало сето тоа. Искрено ви кажам, затоа што не да сум луд, бесен,
ќе излезам од кожа, меѓутоа не можам на кого да му го кажам сето ова. Не го слуша никој. Верувајте, го слуша Доли, го слушам јас, слушаат одреден број на родители, тие што сакаат да комуницираат, нели? Луѓето почнаа да се повлекуваат во себе, немајки излез од целата оваа работа. И веќе не гледаат каде би можеле да одат, да го решат проблемот. Која би бил тука некој представник од власта, тие редовно ги одбиваат нашите покани за гостување, што прво би му кажале? Дали Што ви лежи на душата? Што ми лежи на душата? Дали знае што е аутизам? Дали видел едно дете со аутизам? Дали воопшто знае што е тоа? Како се живее со тоа? Не е тоа дете како живеат тие родители со тоа дете. Мислам, тоа е голем проблем. Бара 24 часовна нега, грижа, не само од моја страна, од родителот, бара грижа и од општеството, бара грижа и од соседот, од секого. Јас не можам да живеам и кај мене дома. Разбирате, затоа што имам комши кои викаат, галамат и така натаму, немаат разбирање за еден таков проблем. Проблемот е многу голем, само што некој не го гледа. Вашето дете оди на училиште. Да. Вие кажавте дека се ангажиравте, имате можности. Така. Приватно. Да, мојата ќерка оди во училиште, веќе е второ оделение, ние имаме ангажирано дефектолог, значи ние го плаќаме од семејниот буџет. И токму е тоа една од забелешките, ако веќе инклузијата како нели законска. Меѓутоа инклузијата е избор на родителот. Точно така. Што се соочувате кога веќе детето ќе тргне на училиште или во градин како? Па инклузијата нели како законска одредба е донесена многу одавна и тоа е донесена бидејќи ние нели како земја аспирант за ЕУ сме биле облигаторни да ја прифатиме, меѓутоа од инклузијата не е направено ништо, буквално на голема нула има. Ако во училиште тргнува дете, се запишува, нели уписите почнуваат таму во април и мај и училиштето веќе има некакво сознание дека ќе треба да прифати едно такво дете, значи мора да биде спремно, мора да најде на поддршка од Министерството за образование, од Министерството за труд и социјала и така натаму сите институции кои што може да помогнат, да го тоа фактички први учителката да ја малце од малце обучат, да и посочат што све ќе треба да биде она соочена, да обезбедат дефектолог, логопед и психолог во училиштата. Моето дете оди во централно основно училиште и ништо од тоа нема, ниту дефектолог, ниту логопед, ниту психолог. Значи ние сме оставени родителите сами на себе. Кој што има можност, ќе го прати детето, а кој нема можност, никому ништо. Можел накратко да се надовоза на ова Доли што го кажа. Она се што го кажаш, кои луѓе се потребни. Верујте, јас лутам 10 години по институциите, здравствени институции во светот, секаде кај не сум бил, за да најдам некој чаре, нели, да видиме како можеме да го решиме проблемот. Меѓутоа, за овие 10 години, јас, она што го спознав самиот од себе, е само стручна работа со овие деца. Може да ги излече, ништо друго, никакви лекарства. Работи ли некој со вашето дете? Јас само работам и работи едно девојче, приватно го носам, сака да работи таму, односно моето дете го прифати тоа девојче, значи не мора и тоа дете да го прифати таа друга особа. Логопед, дефектолог, што е? Дефектолог. Така да сака да работи и да оди тоа дете таму. Меѓутоа тоа е многу малце, тоа е 2 пати во неделата. Тоа е час и половина, колку ќе му дадем месечно 8 пати за 6000 денари. Значи јас тоа си го плаќам приватно. Едино таму ме прифатија, ама на друго место не. Ке ми кажете после за здравствениот систем, сакам да потенцирам, еве, бидејќи не е тука народниот правобранител, за образовниот систем, дека во државата нели недостасуваат стручен кадар и во извештајот се вели дека од 109 училишта во државата настава посетуваат 93 деца со аутизам, но само 39% од училиштата имаат стручен тим, наставник, психолог, педагог, дефектолог, а во 28% од училиштата нема никаков кадар кој треба да работи со децата. Додека јавната администрација бележи превработеност, од друга страна нема кој да работи со овие деца. За жал. Што не доведува ова? Прашање едно друго постои. 93 рековте деца одат на училиште. Како одат на училиште и што работат на училиште? И што ќе добијат од тоа училиште? Едноставно само да ги изнесеме од дома и да го дадеме на училиште и моето дете оди на училиште. Што ќе добие на тоа училиште? Јас не верувам дека нешто посебно добиваат и дека тие деца ќе излезат
со некои знаења кои би, не знам, би можеле да му користат понатака во животот. Тие деца не се способни сами за себе да се издржуваат, а не пак нешто посебно да научат во училиште. Значи проблемот е многу подлабок него самото училиште. Комплексен е. Забележувате ли подобрување во однос во работата со дефектологот и многу е важно како родителите и децата го прифатија вашето дете? Така. Ние веќе континуирано со години работи и со дефектолог и со логопед. Меѓутоа морам да потенцирам дека откако е во ова училиште забележавме голем напредок на вистина. Чинам дека инклузијата, односно незиното присуство меѓу деца со типичен развој апсолутно позитивно делува на неа. Она е прифатена од децата, одлично, за родителите тоа не важи. Ние наидовме на бариери, односно едно негативно мислење на некои од родителите во врска со нашето дете. Ме инсистираа на тоа да одговориме кој ни дозволил да го запишеме во инклузија, па имаше и предлози еднашка неделно да посетува настава затоа што наводно пречела нели во родителите го предлагаат. Да, еден пар родители беа мајка и татко кои што на крај го отпишаа своето дете од одделението. И они има навистина проблем да го прифатат тоа и сега не ми е јасно како очекуваме дека нели тие родители ќе ги воспитаат своите деца да утре прифатат различности од било кој тип. Значи родителите чинам дека се проблемот главен, децата си се деца ја прифатија таква како што е и се обидуваат да ја помогнат. И стварно се супер дечињата, меѓутоа велам навистина родителите имаат едно малце поинакво мислење и имаат така малце се оградени околу овој процес на инклузија на аутистите во образованието. Какво е вашето искуство со средината? Какво е искуството со здравствениот систем? Негативно, апсолутно негативно, затоа што сега каде што бевме оде во Македонија, наидовме на еден голем зид. Што е тоа? Имавме случаи кога човек, доктор не е битно сега да не споминувам име, речека, јас не знам што е ова. Вака ми кажа, јас не знам што е ова, не знам со што, како да ти објаснам и каде да те упатам. Тој човек беше коректен. Се доцнеше со диагноз. Да, се доцнеше затоа што се водеше со психомоторен, говорен, успорен развој и така натаму и сега кога дојдовме време да одиме во школа, одеднаш испадна аутизам. За јас да беше проблемот на 3 години да се диагностицираше аутизмот, тогаш се другачи ќе изгледаше, немаше да биде така како што сега изгледа. Ќе се инволвираа многу други луѓе, барем јас ќе се потрудев. Немаше да доцнам, јас доцнам сега 5 години. Работите ќе добиеле друг тек. Најмалку 5 години доцнам со мој. Јас случајно се запознав со Доли, од кога се запознавме со Доли, малцете така ги убрзавме тие работи што се однесува и до едукација на тие деца, ваму да го однесеме, онаму да одиме. Значи имаме разменуваме некои искуства, тоа доволно е за нас кажам, затоа што имам со кого да споделам некое мислење. По однос на лекувањето, што е покриено за фондот? Како на крајот на криштата гледаат здравствените работници кога одите на педијатар, кога одите на очен, на нешто е покриено? Фондот имаме, нели добиваме некоја на годишно ниво, аплицираме за ослободување од партиципација на некои медицински услуги, меѓутоа искрено ништо од тоа немам искористено. Впрочем, знаете, не е едноставно едно дете со аутизам да го однесете па кај матичниот доктор, од таму да земете упат, па да го носите на некое друго место за снимање и така натаму. Ако треба да направите снимки на државен трошок, магнетна резонанца, пет скени и така натаму, има да чекате со месеци. И родителите секој се одлучуваат на онаа друга варијанта, ќе одат приватно, ќе си ги завршат тие работи. Ако имаат можности, се разбира. И тоа сега да кажам и да потенцирам дека кај сите овие деца лежи еден голем потенцијал, меѓутоа се сведува на тоа дека нивната состојба може да се подобри доколку родителите имаат материјални можности. Доколку немаат, остануваат децата така. Еден логопедски и дефектолошки третман кај нас во Скопје, зборувам, е над 500 денари. Сега ако треба да се работи еден на еден секојаш таа работа е најдобра, барем треба минимум 5 пати неделно да се носи детето.
И се продолжува А верувам дека во внатрешноста ги нема, внатрешноста ги нема, дека и стигмата има големо влијание. Апсолутно. Ја не знам во внатрешноста и луѓето навистина што прават. Знам некои случаи, на пример, имам пријателка Тетовчанка која што патува секој ден овдека на логопед го носи детенцето. Имам едни пријатели од Кочани кои што одеа во Велес. Значи, кадрот е дефицитарен. Логопеди и дефектолози се дефицитарен кадар, а сум слушнала дека и не постојат ниту албанци дефектолози, логопеди или многу малце, и родителите албанци кои што имаат дечиња со аутизам, навистина немаат што да прават, во еден безизлесе, па ги носат децата на третмани во Косово, во Албанија, значи секој се снаоѓа онака како што може се уме. инцидентни ситуации. Токму така, да. Видете, имаме можност да ги носиме децата на дефектолог во Центарот за рехабилитација на говор, слух и глас, меѓутоа они работат само до, мислам, чини до 13 до 14 часот, значи за родители кои што се во работен однос, тоа е невозможно. Некој од нас би требало, например, кај мене случајот, ние двајца да работиме, некој би требало да искочи од работа за да го прави тоа. Така, тоа се изгубени работни часови. Апсолутно никој не би го толерирал. Ја не знам зашто не работат попладне тоа за родителите кои што се во работен однос, да може да ги искористат барем тој тие бенефиции, да кажам, што ни се овозможени. Меѓутоа нема такво Вие нешто. кажавте еден случај кога навечер сте побарале лекарска помош, детето кога го болело за девојчето. Девојчето имаше страшни заболки, не знаевме што го правевме, се упативме, дежурна поликлиника беше оде на Битпазар, појдовме таму, после 10 минути ни отворија, вратата беше затворена, луѓе чекаат и така натаму, девојчето плаче и излегува дотична особа, што е проблемот, кажуваме, господјата моја нормално мора да каже дека е тоа дете со аутизам, дека потешко ќе се работува, дали ќе отвори уста и така натаму и така натаму. Кога го слушна сето тоа, едноставно ја затвори вратата и јас се најдов во безизлезна ситуација. Немаше што да правам, се вративме назад, дома издржавме една ноќ, како издржавме, не знам ни самите, и утре дента појдовме на поликлиника, односно на клиника одека во државно. И нормално таму со тотална анестезија ги реши проблемите со зъбите. Меѓутоа не е начинот. Јас за секоја заболка сега на тоа дете ќе треба да го успиваме и да го правиме завод. Не. Дали тоа се чувства и кај другиот кадар, медицински кадар, од другите струки? Пазете, приватните, сепак приватното малце е друго во однос на ова државното. Таму и може би ќе те примат, ако ништо друго ќе ти кажат некој убав збор и така натаму, меѓутоа ова државното што се однесува, таму не идувате на тотални бариери. Ја не знам, во оваа држава подобро да не си болен, отколку да не отидеш на лекар. Да ме разбирате. А тоа што ако отидете со едно вакво дете на лекар, вие ќе се изначекате и ќе се истравматизирате и ќе видите се и се што и на крај немате да добиете оно што го сакате да добиете. Прво и основно не знам со што да го лекува. Кој ќе му каже дека тоа дете прима ваква терапија, онаква терапија, дека не јаде се, дека е ваква. Имаше проблеми со безглутенското брашливен период, го немаше, не знам сега каква е ситуацијата, дали фондот ги рефундира средствата и ако ги рефундира, предпоставувам тоа со доцнење се прави. Мислам на аутистите дека не го рефундира, ги рефундира само тие што имаат целеакија, мислам дека само тие се и се влезени во таа категорија. Да, една ретка болест, меѓутоа не, за оваа група не се рефундираат средствата. Колку вас веќе и време и средства сето ова што можело да го направи државата, да парципира во некој дел? Па многу не чини и кај нас е жално што раното откривање, диагностицирање и третирање на овие деца не постои. Значи ги оставаа дечињето до некоја 3,5-4 годишна возраст и тогаш се спремни колку толку да работат со нив. Значи имате едно изгубено време апсолутно. Што во аутизмот е многу важно. Што е многу важно, навистина е многу важно да губите вие, например, ние откривме некаде да кажеме кај 18 месеци кај малата некои поинакви однесување
После тоа ја однесовме во нашите институции и советот беше, па чекајте до 3,5 години да видиме како ќе се развива и потоа ќе може да се почне со третмани. Имате еден празен од неколку години кој што е апсолутно драгоцен кај овие деца. И се чудите што да правите. И се чудите што да правите. Колку не кошта многу и све нека биде на добро, не ги жалиме средствата, нели. Меѓутоа, барем овие месечни издатоци кои што се за дефектологот, ние што го, нели, девојчето што го прати во училиште. Беше колку тоа може државата да партиципира. Државата не направила нешто што требала да го направи. Па еве во мој случај би била задоволна да кажам кога и државата би го плаќала, би ја плаќала придружбата на моето дете во училиште. Би било во ред. Вака сега се останете сме ние да си плаќаме, потоа плаќам друг дефектолог кој што се грижи додека јас да дојдам од работа. Оди на логопед и на сензорна терапија, што значи сума сумарум месечно во зависност од колку работни денови има месецот нас не кошта од 500 до 550 евра само третманите нејзини. Друго е терапија, друго е исхрана и така натаму. Ние добиваме месечен надомест од државата од 4300 денари кои што А статистиката во светски размери бележи дека има напредок кај овие деца. Точно така, случаи каде што дури на факултет предаваат и така натаму. Кај наш нешто недостасува, нешто многу недостасува. Стратегија, важно е, не постои никаква стратегија, знаете, не постои никаква стратегија. Знаете што, стратегија и да може и да се направи и да не се применува како во многу случаи, меѓутоа добро е нешто да се почне. Па токму така, нели, нека има стратегија па да видиме да почнеме да стратегија, дори вака извинете што се првата стратегија е некој да го согледа проблемот. Токму така, да. Ако го согледа некој овој проблем и да каже еве да тргнеме. Сакате да кажете дека надлежните ги затвараат очи? Па како секако, да. Мислам, еве колку малечката има 12 години, јас се борам 10 години со проблем. Вие откажавте, односно се пензиониравте? Така, се пензионирав за да бидам со нејзе, затоа што и оваа држава треба да свати, ако веќе ги немаме овие можности, не сакаат, еден од тие родители мора да биде дома присутен со дете. Доколку, убаво кажа Доли, доколку имате пари, можете да ангажирате човек. Меѓутоа не се сите моќни да ги ангажираат тие луѓе. Не разбирате? Тоа е голем финансиски издаток пред нашиот стандард. Така, да. И не се работи за, искрено ќе ви кажам, 500 денари се како 500 евра кај мене. Се споредете за што ви зборувам. Значи, мене во месецот не ме расправаат 1000 евра. А 1000 евра јас не можам да ги соберам, па не знам што да биде. Со мојата пензија или со работата на кај што работи господја. Така да и државата треба да се вклучи во целата оваа работа. Постојат и тие здруженија на деца со аутизам. Април е месецот на деца со аутизам. Овој месец се зборува, се прават трибини. Колку прават тие здруженија всушност? Соработувате ли вие? Јас конкретно не соработувам, да, меѓутоа во ред што постојат такви здруженија, ги поздравувам секако. Постојат напори да се нели повторно анимира јавноста и да се даде на знаење дека вакви деца постојат кај нас и живеат меѓу нас. Меѓутоа, не може да се зборува за аутизмот само во април месец или да кажеме на 2 април кога е денот, светскиот ден на борба против аутизмот, или да се собереме за нова година и да им дадеме пакетчиња. Тоа на нам родителите ништо не значи. Значи, во ред се невладините организации што се обидуваат, меѓутоа ако државата час поскоро не почне да не се обиде да направи нешто, ќе се сведе на тоа, би билам на 2 април и на нова година. Впрочем, и дел од нивната работа е да извршат притисок институционално да се реши проблем. Знаете што, да се решава. Токму така, јас во сите овие години од нашата борба со аутизмот имам сретнато многу родители, меѓутоа многу малце од нив се спремни отворено да зборуваат за проблемот. И чинам дека еден мал дел од вината е и кај нас родителите. Да, тоа сакав да потенцирам дека ете истото тоа истражување на правобранителот покажало дека многу родители кријат, или да. пак не сакаат да прифатат дека видите секој од нас различно се носи со проблемот. Според кажувањето на наставниците имале забележано многу деца кои што не се со белешка, толку така. Ја велам секој од нас различно се носи со проблемот и никому не е лесно да стоите сега пред камера и да зборувате нели гласно и јасно за проблемот кој се работи поготово за дете, нели, со здравствени проблеми. Меѓутоа ако и ние не се отвориме, не ги анимираме
луѓето околу нас и општеството не станеме погласни во нашите барања, што се секако легитимни, нели? Малце ќе добиеме, никој нема да дојде на врата да ни тропне да не праша како ни е, дал ни е тешко или не ни е тешко. Впрочем, ја овие години, еве твојата ќерка е постара, не верувам дека некој тропнал на врата да каже дајте видиме во какви услови живее Анастасија, на пример. Не постои нешто такво, никој не се заинтересирал да види во кои услови живеат. И тоа ајде сега Скопје сме ние, па знаете, некако се снаоѓаме со логопед, со дефектолог, тоа што го спомнавме и претходно. Ја не знам внатрешноста луѓето што управат и може да замислам со какви табуа они се среќаваат секојдневно и колку им е тешко на вистина. Затоа апелирам да родителите малце се разбудат, апелирам и до они родители што сега допрва се среќаваат со овој проблем и се на вистина во дилема дали се работи за аутизам или не, час поскоро да почнат со третмани, да побрзаат, да не чекаат нели дијагноза црно на бело да биде напишано, зашто тоа нема да ништо да им значи, час поскоро да почнат барем со дефектолошки третмани кои колку може, нели, и да работат постојано со своите деца затоа што на вистина помагат. Доли дворете тоа што го кажеш, меѓутоа ќе лутаат и тие луѓе, како и ние што сме лутале до сега, ме разбираш? Мора да постои некоја чек-листа на некоја процедура. Не постои ке нас, тоа е тоа. Ќе седнат на интернет, и ќе... Што ќе биде вашиот апел? Чинам, алудирате на институциите. Така, значи, алудирам на институција, има еден регистар, нели, колку деца имаме, што е потребно за тие деца и дај да тргнеме од нула. Која е таа нула? Дали ме разбирате? Нула е институција која ќе се грижи за овие деца. Бевме на една трибина сега, баш на втори, и кажува, дечкото вика, па ние имаме центар, вика, за аутизам, отворен 2014 година. Добро, викам, имате, не е никаков проблем. Со колку деца работите? Со 5. Во колку години? До 6. Чекај, до 6? Па ја не знам до 6 години дали детето е уште со аутизам, никој не ми го кажал. Добро, и таа бројка од 5 деца слушнавме за тој центар, не знаеме кај се наоѓа, не знаеме што направиле. Се наоѓа и кој е спонзор на сета тара. Јас му во ред е да ги поздравиме, ајде, тие активности ме ги поздравувам тоа. Проблемот сакам уште ова да го кажам. Јас го кажам за центар од 2-3 милиони евра, со 100 вработени, со сала односно со базен, со физикална сала за физикална терапија, со многу други работи, попратни елементи каде што тоа е институција. А верувам дека и објекти има, да не посочувам сега кои се стари објекти кои што треба да се реновираат. Има и кадар кој што се има кадар, да. Значи, и да има неколку центри по цела земја, да има центри нормално, да не биде све сконцентрирано во главниот град. И тука ќе бидат луѓе вработени, тука проблемот ќе го соочат, тука луѓето ќе се соочат со проблемот и од тука ќе се ги решаваат проблемите со тој стручен кадар тука што ќе работи. И од тука ќе може да се каже детево може да поседува градинка, не може, дај да видиме до каде сме, што сме. Ќе кажат кога може да оди на училиште, спремно е, не му треба, не му треба и така натаму. Значи се од тука ќе потекнува. Не можеме ние сега, јас од кај да знам дали му треба или не му треба, јас како родител нагаѓам. Да, ако не постои такво нешто, цената ја плаќате вие, вашите деца, меѓутоа и државата со економски пенали понатаму со возраста на децата, нели? Сето медицинско и медицинска нега и така. Јас се прашам што со овие наши деца, јас сум сега релативно млада особа, ќерка ми 12 и така натаму. Што ја не го решам проблемот во иднина за наредните 10 години, остане детето тако како што е. Пример. Кој ќе се грижи за тоа дете? Разбирате, кој ќе се грижи? Каде ќе го сместа тоа дете? Институциите кои што постојат кај нас не се тако вид и само негативно да влијаат. Токму така. Јас не сакам да гледам за 10 години нанапред, се плашам, гледам за утре, ме разбирате, ако гледам за 10 години и не се потегне проблемот, па ја не знам. Токму така ние родителите го немаме тој луксус да, знаете, гледаме што ќе биде со нашето дете за година, 2, за 3, значи мораме дневно текомно ги решаваме проблемите и за да останеме психофизички здрави, мораме да гледаме на тоа каде сме биле, токму така и каде сме сега и на секој мал напредок чекор по чекор да се радуваме и да се надеваме дека ќе дојдат и подобри времиња. Да се надеваме и дека некој од надлежните ќе го слушне ова. Се надевам, да ви кажам искрено. И доколку и еден мал процент се работат, се тргнат работите институционално, ќе бидеме сите задоволни. Јас ви благодарам за учеството. Благодарам за поканата.